Значи, ние средна класа, луѓе, доктори, инженери, правници, средна класа, исто бизнисмени, исто има и занетчи што заработуваат добро, дали се тоа водовоđи, бравари или електричари, не навлегуваме тоа механичари. Значи, ние никој не може да купиме стан. 100 квадрати стан, ако е 2000 во Скопје, 500-600 до 3000 нови, значи замислите негде около 250 до 300.000 евра. Кој има пари тие? Нема. Како можеме да го решиме проблемот? Трајче, овде единствено може да се реши проблемот, бидејќи овие ги набиваат цените, државата, со општините, ако се направи децентрализација. Секоја општина си има своја фирма, потоа што државата додека се направи децентрализација. Да имаме државна фирма. Фирма непрофитна, каде ќе вработиш 2-3.000 луѓе. И ќе градат по цела Македонија. И ќе бидат конкуренција на приватниот капитал. Зошто? Затоа што само така тие ќе намалат цените, а ние, како непрофитна, ќе си платиш квалитетно, добро, нормално, нема да ја плаќаш по 24-300 луѓето, значи, ќе ги платиш добро. Другото, без профит го продаваш стан. Секој квадрат. Ако стварно кошта да се изгради тој стан со сите давачки, пример квадрато во Скопје 1300, толку ќе го продаваш. Во тие трошоци влезено се плати од фирмата, луѓето што градат, трошоци за материјали, да се добие дозвола, градба, комунали и така натаму. Исто треба да се намалат комуналите. Не можеме ние преку комунали да ги дериме луѓето. Дали се тоа згради, дали се тоа куќи и така натаму некој трговски центар, не можеш. Ако мисли дека секоја општина ќе живее што ги плачка фактички тие што градат станови, или ја сакам јас куќа да изградам, пример Битола или Скопје, и да му речеш 200-300 квадрати, ќе ти земи пола од куќата, 50-100.000 евра за комунали. Ајде, молим те. И, значи, на тие два начини, верувајќи ја намалиме цената, и ќе имаме после станови за социјално загрозени луѓе, а исто така треба да градиме станови и за сите граѓани. Значи, не можеш ти се да гради станови само за сиромашните. Ајде, Берово сме изградиле 25 стана, некој зградиче, веле, што сме направиле, му сме далеве бесплатно стан на некој или кирија плаќа 2-3.000 денари месечно. Пример зборувам. Ние мора да мислиме за сите ние други. И до средна класа. А супер богаташите, за нив не е проблем, ќе ти купи 30 стана, ако сакаш, бидејќи повеќето од наши супер богаташи, олигархијата е тешко криминализирана и за нив нема проблем. Што правиме со возилата? Нашите возила се најскапи во регионот, нашиот зелен картон во Македонија е најскап, а патиштата ни се најлоши. На што се дължи тоа и има ли некако спас? Ви рекол, ги скршивме коли. Види, спас. Со конски коли треба да почне? Спас. Сигурно дека има спас. Види, на секој проблем во државата, дома или во општината, им може да се реши проблем. Само мртов човек не можеш да го разбудиш, да го лечиш. Се додека човек не почине. До последен здив има надеж и спас. Така треба да се третира здравството, лекарите со сите тие медицински персонал, и исто така треба да третираме проблемите во држава. Што тоа значи? Спасово што е? Прво, зошто ние да имаме зелен картон, кој што зелен картон, пример, кошта 100 и нешто евра годишно, или малце помалце, не сум сега точно сигурно колку кошта, али малце помалце, да. Добро. И тој да ти важи сега ако го земиш и ако ти важи, значи, регистрацијата до 31 декември и да ти поминува. Тогаш ако е така, тогаш да си купам за месец и пол. И второ, спас има ако од 5.000 ако се плаќа, пример, хипотетички зборувам, сега за зелен картон, како што е во Хрватска во други земји, негде или ние ќе си направиме за нас да се плаќа 10 евра. Зошто? Ние кој ќе одиме во странство, не ги лупаме колите, напротив, таму уште поќе внимаваме, бидејќи кој ќе одиш во непозната држава, ти мораш многу да внимаваш. Таму може да бидат казните многу високи. Непријатна е таа ситуација, да одиш во Грција,
Бугарија или не знам каде во Србија и да направиш сообраќајка, така? Да. Од друга страна, тој проблем ќе го решиш, она што викам символички да се направи за 10-15 евра, ние не сме богати луѓе, а исто ќе го решиш проблемот со колите, како? Бидејќи ние не произведуваме коли. Значи, царината не смее да биде висока, дури во држави кај што немаш конкуренција, поточно не произведуваш нешто, немаш што да земаш царина. Затоа што кога ќе влези колата овде, еве пример, се не зборувам за луксузни коли од 200.000 евра, зборувам за коли од 10, 15, 20.000, 30.000, нови коли, користени коли. Ние ги купуваме тие коли да живееме, дојме до работа и така мало задоволство. За потреба, така? Да. Зошто царина плаќаме на која и да била кола? Ние произведуваме коли. Што штитиме? Што ние штитиме? Кое производство штитиме? Економски сад зборувам. Ајде да произведуваме шеќер, па го штити шеќерот. Значи, за секој производ, земјоделски производи. Значи, ти удри му на земјоделските производи царина. А со тоа што, кога ти удираш на тие земјоделски производи царина, земај ги тие царините и гарантирај му не субвенции да има во земјоделството, туку на секој земјоделец да му гарантираш откуп и цена. И ти знаеш че произведиш 200 тони или 1000 тони јаболка, дека тоа ќе ти биде откупено и по една ферца. И на место да даваш 200-300 милиони субвенции, после да се договараш со тие што ќе му ги дадеш, после си ги делите малце, па ga се кради тоа оти, тоа се знае, дека е невидена плачка. А вака, ако се произведело во Македонија 100.000 тони праски јаболка, ќе ги откупиш по цена, што реков профит да направи земјоделецо, и тогаш да видиш како ќе развиеме за наредни 10 години примера земјоделие. Врвно. И јас би почнал да се занимавам, не дека ќе влезам во нива и ќе возам трактор, ама можам фирма да се отворам, задруга некој. И да произведувам, да откупам земја или под кирија да ја земам од државата или од некој приватник, што не сакам. Под концесија. Под концесија, благодарам. Значи, автоматски и то може да се реши. Со колите не смееме ние, купуваме од Германија кола, пример, што е дозволено да се купи од, пример, таа и таа година, тука те чекаат со една кола од 5.000-4.000, лупнато ше 2-3.000 евра. Зошто? Што штитиме? Тоа се прави бидејќи ние во државата немаме економија, економски пропаѓаме и ова држава, властите, не ги бива за ништо да изградат економија. Гледа што ни се случува. Една хидроцентрала, термоцентрала, една електрична централа немам изградена. Една немам изградено, а струја ни треба. Ние сме увозници. Во Битола, пример ќе ти кажам. Шеќер. Шеќерана има, фабриката така седи. Пелагонија имаме. Пред 20-30 години извезувавме за цела Југославија 22 милиони народ. Ние сега ја затворивме, некој приватник ја купи, секакви, со што не се занимаваат овие луѓе за да ги затворат, да го уништат производството, знаете зашто? За да увезуваат. Трговијата, најсладка е трговијата, јас се занимавам со трговија. Ко завршив економски факултет во Скопје, останав да живеам и работев за нова трговија Јавор, тие беа светски фирми, големи фирми по цел свет, Јавор поготово, тие битолски фирми бе, тука се вработив во Скопје, трајче посладко нема од трговија. Веа дека најмногу добива трговецот. Не само што добива, види, немаш ризик на производство. Оти ако произведиш коли, ако произведиш компири, ако произведиш медицинска опрема, ако произведиш лекове, можда нема да се потроши, тоа е загуба. А вака трговецот ќе ти дојде на нива, колку можам љубениците да купам, ајде ти ги продаваш, например, тие сите, ајде, 100 тона за 10 денари, тој ќе те врти, ќе те крши да ти земи за 2 денари или за без пари. Значи, неверојатна работа, зато вака. Ние ќе заштитиме земјоделецо, производитело, со загарантирано државата откуп и цена, ништо друго не треба, ќе видиш како за наредни 10 години ќе експлодира ова и ќе отвориме мини фабрики по цела Македонија за тоа производство. Спомнувам. Интересно е ова. Не да е интересно. Само така ќе одиме напред.
Само така ќе одиме напред. Државата троши преку 200 милиони евра за субвенции. Зато ти викам, од тие пола, тие што се во министерството, дали министеро, дали тие што доделуваат тие субвенции, ги добиваат. Од одредена група на производители, дали е млеко, дали е земјоделски производи, не добиваат. Ги прескокнуваат од икс причини. Фактички- Ама нивните пријатели секој добиваат. Фактички вие нудите државни задруги со загарантиран откуп. Ма нудиме и државни и приватни. Е, И јас сакам капитализам. Живеев повеќе години, 3 децении нешто во Америка. Значи јас знаеш зошто сакам капитализам. Ама прав капитализам, каде што се вреднува квалитетот, стручноста. Значи не можеме ние сите исто да бидеме, не можеме сите исти плати да земеме. не работи исто. Ние можеме да имаме сите бесплатно здравство, бесплатно образование, бесплатен превоз, да речеме локален и така на.